Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3. Третото информативно издание на нашата телевизија за денеска тргнува во 20 часот. Еве ги насловите. Јавното претпријатие за државни патишта го заврши обновувањето на клучката кај кумановското село Гојно Којнаре и изврши дополнување на сообраќајното поврзување на регионалниот пат со автопатот Александар Македонски. Владата на Република Македонија гледа на извештајот на Стејт Департментот како на дел од соработката со стратешки партнер САД и верува дека предизвиците содржани во него ќе бидат надминати преку реформите од владиниот план за нови реформи за европските интеграции, кој беше усвоен на минатата владина седница. Европската унија ќе разработи план за зајакнување на безбедноста и борба против тероризмот. Македонската јавност и оваа година ќе ужива во ракометната лига на шампионите. Вардар и Металург ги добија своите противници. Ова се само дел од содржините. За преостанатите информации видите со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Уште една жртва на Кумановските улици. Автомобил БМВ прегази пешак во центарот на градот. Возачот на автомобилот првин побегнал од местото на несреќата, додека потоа и се предал на полицијата. Од СВР Куманово информираа дека ќе поднесат соодветна кривична пријава. Драголјуб Б од Куманово е 65 годишниот човек кој вчера почина откако во него удри автомобил марка БМВ во центарот на градот, на улицата Гоце Делчев. Полицијата денеска излезе со детали за сообраќајката. 31 годишниот возач на БМВ-то ММ од село Сопот се движел од периферијата кон центарот на градот. Во тој момент улицата ја преминувал 65 годишниот кумановец. Автомобилот удрил со предниот дел во пешакот, кој поради силината на ударот починал на лице место. Граѓаните веднаш повикале екипа на итна помош која само можела да ја констатира смртта кај несреќниот човек. Очевидците вчера раскажаа дека возачот наместо да застане, побегнал од местото на несреќата. Сепак потоа и се предал на полицијата. За подсетување, токму на оваа локација и уште на неколку локации во градот поставени се и камери. Граѓаните на Куманово се револтирани од односот на некои возачи. Велат дека и покрај тоа што ограничувањата во центарот на градот е 40, сепак не малку се возачите кои возат со брзина поголема од дозволената. Не еднаш него 100 пати, може и више пати, нон-стоп се вози брзо. Почит никако од возачите, ни на пешачки премии застануваат, ни возат полека, него уште дават газ кој ќе дојде до пешачки да го исплашат човекот. Така да нема што да кажам повеќе. Брзо, што не може да биде. Много брзо, поготово оваа улица, много брзо се претеран. Тој претеран, дадев газ, кој зна колку. Много се вози. Деца мали, стари луѓе, он еден бутнава жену туе. Што? Куманово се најдиво вози. Не почитуваат ни знаци, ни пешачки премини, ништо. Многу се вози брзо. Нарочно на Октомвриска револуција доле, вози се и по 80 и по 120. Многу се вози. Превише тоа. Увид на местото на несреќата вчера извршија екипа на СВР Куманово и јавен обвинител. Полицијата соопшти дека ќе поднесе соодветна кривична пријава против возачот на БМВ-то. Најголема бучава во Куманово има на сообраќајниците во централното градско подрачје. Покажуваат резултатите од мерењето што неодамна го изврши Центарот за јавно здравје во општината. Граѓаните велат дека бучавата им пречи, особено на жителите на централното градско подрачје, но таа исто така негативно влијае врз здравјето на граѓаните. Нивото на комунална бучава во Куманово ги надминува утврдените гранични вредности. Според информациите на Центарот за јавно здравје, највисока вредност на бучавата измерена е во најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. Мерењата на бучавата се спроведуваат 2 пати годишно на 10 локации во градот, со што се опфаќа комуналната бучава која се состои од сообраќај, угостителски објекти, градежни активности.
Локациите каде се мери бучавата одредени се во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Како и во сите градови во Македонија, значи имаме повисоки вредности од граничните вредности што се со законската регулатива дадени, како и секоја година, така и оваа година. Меѓутоа, за населението е битно колку од таа бучава доаѓа во становите, колку од таа бучава се слуша на работното место, значи колку сме изложени на таа бучава. Со мерењата опфатени се неколку периоди во текот на денот. Мерењата се вршат во 10, 15, 19 и 23 часот. Мерењата се спроведуваат во согласност со законската регулатива, која е усогласена со европските стандарди. На секое мерно место се вршат по 100 мерења, се обработуваат софтверски и се добиваат резултатите кои регистрираат зголемено ниво на бучава во однос на граничните вредности. Па најмногу брзо се вози. Мотори навечер не може да се спие доле по Октомвриску. На булевар што пречи тај бучава, иначе на друго место не. Како да не? Иако сме далеку таму горе, пречи. Оджите кога пеат. Најголеми тежина децибели, од тие се слушаат, нема ни спиење ни ништо. Не ми смета, што ми смета, ништо не ми смета, нек си работи кој што си има работа. Не пречи нормално. Што најмногу ви пречи, градежно или сообраќај? Па сообраќај, ходи. Да кажам, јас седам многу мирен крај. Затоа не ми уопште, немам бучаву. И стварно, а и овдека по град не, ја мислам дека не. Не, на зголемено не. На сообраќајници? Па не, од овие деца млади, знаеш како е. Бугарско мерење на брзину и тоа е тоа. На страну тамо, не ми толку сметат сега овие, да сум у центарот тука. Кој најмногу страда, да кажем, овие што живеат во центар? Што живеат во град. Постојано у 2 сат кога ќе стисне мотор, лудницу прави. Вау. Нити полиција му помага, нити никој ништо не му помага. Тоа е. Бучавата според лекарите е непријатно субјективно чувство и делува како стресоген фактор кој резултира со физиолошки и бихевиорални промени. Негативните здравствени ефекти од бучавата можат да бидат акутни или хронични, во зависност од видот, временската изложеност, а најзагрозени се повозрасните лица и децата, кои освен вознемиреност пројавуваат нарушување на сон, ментално здравје, кардиоваскуларни ефекти, пречки во говорна комуникација. Започна првиот уписен рок во домот за ученици Боро Менков од Крива Паланка и истиот ќе трае до 6 јули. Кривопаланечкиот интернат располага со 84 легла за сместување ученици во предстојната учебна 2015-2016 година, информира директорката Валентина Јовевска. Од 26 јуни до 6 јули ќе трае првиот уписен рок за сместување на ученици во ученичкиот дом Боро Менков од Крива Паланка. Директорката Јовевска информираше дека домот располага со 84 слободни легла за сместување на ученици во предстојната учебна година. Учениците треба да се запишани како редовни ученици на наставен план и програми кои не се застапени во општината, односно градот, каде ученикот има постојано место на живење. Да, со започнување на уписите во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка, започнуваат и уписите во Општинскиот ученички дом Боро Менков, исто така од Крива Паланка. Во непосредна близина на гимназијата сме и учениците веднаш по запишување во гимназијата може да повелат и да се запишат во ученичкиот дом. Напоменувам дека, иако тоа го знаеме, дека ученичките домови се бесплатни, само се покрива од стандардот на учениците, се покрива патувањето од дома до ученичкиот дом. Директорката ги покани и средношколците заинтересирани за стручните насоки во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, меѓу кои особено актуелна е угостителско-туристичката насока. Согласно конкурсот, 84 легла се на располагање на учениците. Морам да истакнам дека тоа се ученици кои што се со место на живење 25 километри оддалечени, а да има јавен превоз
или 10 километри, а да нема јавен превоз. Значи, тоа се ученици кои што се од околината на Крива Паланка, меѓутоа може да повелат и ученици од другите градови на Република Македонија, бидејќи онаму каде што нема такви струки во гимназијата, би можеле да се запишат тука во нашиот ученички дом и да учат во гимназијата во Крива Паланка. Особено актуелна е готвачката насока. Традиционално веќе 3 години имаме ученици од готвачка насока во ученичкиот дом, кои што се запишуваат тука и тука се изведува и практичната настава. Летниот период е резервиран за стандардните активности во насока на подобрување на условите за престој во домот. Едно крило од домот беше комплетно реконструирано и реновирано од страна на Министерството за образование и наука во 2013 година. А како и секое лето, така и ова, просториите ќе се варосуваат, ќе се врши поправка на електричната инсталација, уредување на дворот, како и останати мерки за подобрување на хигиената и естетскиот лик на интернатот. Во организација на Општина Крива Паланка, ЕУ Инфоточката во соработка со делегацијата на Европската Унија во Македонија со низа пригодни активности беше одбележена Зелена недела на Европската Унија 2015. Во четвртокот вечерта пред платото на Градскиот музеј се одржа модна ревија од рециклирачки материјали, треш фешан и еколошки перформанс на учениците од Основното општинско училиште Илинден. Во петокот беше одржана трибина на тема Животната средина и здравјето, на која говореше Сонја Липиткова, државен секретар во Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање. Со цел да се подигне јавната свест за еколошките вредности, локалната самоуправа на Крива Паланка, ЕУ Инфоточката во соработка со делегацијата на Европската Унија во Македонија, со пригодни активности ја одбележа Зелената недела на Европската Унија 2015. Манифестацијата пред платото на Градскиот музеј ја отвори градоначалникот на Крива Паланка Арсен Чаликсовски, кој ги истакна заложбите на општината за здрава и чиста животна средина. Најпред јас би се заблагодарил на Канцеларијата на Европската Унија затоа што не вклучи како општина овие 2 дена да бидеме домаќини на Зелената недела. Синоќа имавме треш фешн представена од страна на гимназијата Ѓорче Петров и Основното училиште Илинден од Крива Паланка. Денеска државниот секретар за екологија, господја Липиткова, имаше една интересна трибина на тема животната средина и здравјето. Со тоа ја го заокружуваме нашиот дел од Крива Паланка на Зелената недела на Европа. На настанот се представија средношколците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров со модната ревија на креација од рециклирачки материјали треш фешн, како и учениците од Основното општинско училиште Илинден со еколошкиот перформанс под мотото Природата наше здравје, наше богатство. Во рамки на одбележувањето на Зелената недела во петокот во салата во Градскиот музеј се одржа трибина на тема Животната средина и здравјето, на која говореше Сонја Липиткова, државен секретар во Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање. Беа опфатени во ова мое предавање сите медиуми на животната средина со посебен осврт кон водите, воздухот и отпадот. Секако како тема беше и храната, конзумирање на здрава храна и низиното влијание врз подобрување на здравјето на граѓаните, како и користењето на заштитни средства при земјоделието. Ги информирав присутните дека владата на Република Македонија изготви стратегијата за здравје и животна средина со акциски план во која што работеа
голем број на експерти од сите области, поддржана од Светската здравствена организација, како од нејзини експерти, така и финансиски, за да може да се реализира во обем каков што беше. Крива Паланка е една од најчистите еколошки средини и тој епитет кој е благослов за ова подрачје треба да се негува и одржува. Беше порачано на трибината. На трибината се дискутираше и за опасностите по здравието од загадувањето на водата, воздухот и почвата, како и прекомерната употреба на хемиски средства при производството на храна. Во североисточниот регион со европски пари ќе се гради една регионална депонија, чие проектирање ќе започне веќе следниот месец, информираше Липиткова. Вчера вечер Кратово гореше од позитивна атмосфера, музика и убави моменти. Даниел Кајмаковски, звездите на X Factor Адрија, Блага Петреска, Виолета Томовска, Кукулеле беа само дел од поставата за одлична забава во градот на кулите и мостовите. Насмејани лица, многу музика, распеани луѓе кои уживаат во убавите моменти. Ваква беше атмосферата во градот на кулите и мостовите, каде што се одржува манифестацијата Златни денови. Градскиот плоштад беше претесен да ги собере кратовци и сите оние кои сакаа да бидат дел од големата музичка забава, која по втор пат се случува во Кратово. Вечерта започна со фолк изведувачите кои во чест на фолк легендата Јонче Христовски на сцената ги пееа сите негови познати хитови. За потоа забавата да продолжи со настапот на познатата поп група Кукулеле. Присутните уживаа со доајените на македонската народна песна како Виолета Томовска, Блага Петреска, Евто Пупиновски, Тина Апостолова, Мите Јорданов. Убавата атмосфера ја одржуваше и Кукулеле, пошто на сцената се појавија звездите од познатото регионално ТВ шоу X Factor, Боби Мојсовски, Давид Темелков, Nine Control. Беа музичките имиња кои ја кренаа публиката на нози и расположението го доведоа до максимум. Даниел Кајмаковски беше последната музичка звезда која што настапи на првата вечер од второто издание на Златни денови 2015 во Кратово. Вечерва на сцената ќе настапат Чалгија Sound System, Елена Ристеска како и звездата на вечерта, познатиот балкански рокер Бајага. Забавата продолжува и денеска, истата се случува и одржува со разни музички манифестации низ целиот град во текот на денот. Не заборавајте, манифестацијата започнува во 20 часот и 30 минути, а доколку не сте во можност да присуствувате во Кратово, ќе ви пренесеме дел од атмосферата на К3. Сдруженијето на граѓани Доверба во рамки на проектот Јакнење на самохрани родители и нивни семејства го посетија манастирскиот комплекс Света Тројца во Скачковце, заедно со нивната целна група, а тоа се самохрани мајки со нивните семејства, и со тоа беше завршен овој проект. Сдруженијето на граѓани Доверба во рамки на проектот Јакнење на самохрани родители и нивни семејства на територија на општина Куманово, кој финансиски е поддржан од владата на Република Македонија, го посетија манастирскиот комплекс Свете Тројца во Скачковце, заедно со нивната целна група, тоа се самохрани мајки со нивните семејства. Тие ќе добијат сертификати, што значи дека ја поминале обуката за справување со стрес и касна комуникација за социјална рехабилитација. Овие сертификати на некој начин ќе им придонесе да го збогатат своето CV и она знаење што го стекнаа во однос на зголемување на самодовербата на своите вредности и ќе им бидат од помош да си најдат работа и да се наметнат на пазарот на труд како успешни граѓани понатаму. Освен она голема грижа што Центарот за социјални работи им ги опружа, што е голема навистина, они се први во првенствена помош што ја дават, ние со нашата друга можност што ја имаме, гледаме да доловиме, да ги зближиме, да споделиме радоста и тагата со нив и една опуштена атмосфера, да ја пружиме рака на доверба, рака на верба дека можат сами и да бидат посречни во своите семејства, да со своји сили да постигнат повеќе и да споделат меѓу себе, како што реков, они се веќе група за самопомош и да ги споделат убавите моменти. И свештеникот Стојан им посака добре дојде и упати порака дека е потребно да се има верба во Бога и дека никого нема да остави да страда и да биде сам. Децата се богатство, тие се наша иднина и Господ рекол, оставете ги децата да доаѓат при мене, за таквите приготвено Царство Небесно. Сакам да и благодарам и на председателката на ова заедница, невладина заедница, која не зависи од никого и не му служи на никого, туку сами доброволно се организират да направат една скромна трпезичка за овие ангели, зашто децата на земја се ангели, како што се ангелите на небесата и тие постојано го слават Бога,
тие се наша радост. Иако проектот заврши со релаксација во природа, доверба не застанува тука, таа ќе продолжи понатаму да се грижи за нив и да им помага и соработува, истакна Јанкова. Јавното претпријатие за државни патишта го заврши обновувањето на клучката кај Кумановското село Горно Којнаре и изврши дополнување на сообраќајното поврзување на регионалниот пат со автопатот Александар Македонски. Јавното претпријатие за државни патишта ја заврши рехабилитацијата на клучката кај Кумановското село Горно Којнаре и изврши функционално дополнување на сообраќајното поврзување на регионалниот пат со автопатот Александар Македонски на коридорот 10. Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов направи увид по завршувањето со градежните работи. Сообраќајното поврзување во правецот Куманово кон границата со Србија досега овозможуваше само исклучување од автопатот кон регионалниот пат, а по изградбата на новата сообраќајна лента се овозможи и приклучување на автопатот Александар Македонски од регионалниот пат за населените места кои гравитираат во овој регион. При тоа се изврши проширување на постојната исклучна лента од автопатот и беше изградена уште една сообраќајна лента за возилата кои се приклучуваат на автопатот во правец кон границата со Србија. На клучката е поставена нова стандардна вертикална и хоризонтална сигнализација. Финансиските средства за обновата на клучката во износ од 12 милиони денари се обезбедени преку годишната програма за одржување и заштита на државните патишта. Владата на Република Македонија гледа на извештајот на Стејт Департментот како на дел од соработката со стратешкиот партнер САД и верува дека предизвиците содржани во него ќе бидат надминати преку реформите од владиниот план за нови реформи за европските интеграции, кој беше усвоен на минатата владина седница. Предизвиците содржани во извештајот на Стејт Департментот ќе бидат надминати преку владиниот план за нови реформи за европските интеграции. Ова го посочи владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, кој додаде дека владата го гледа овој извештај како на дел од соработката со стратешкиот партнер Соединетите Американски држави. Извештајот на Стејт Департментот го гледаме како дел од нашата соработка со Соединетите Американски држави, кои се наш стратешки партнер за реализација на нашите цели за евроатлантските интеграции. Истиот секогаш сме го почитувале и врз основа на него сме правеле многу реформи. И во годинешниот извештај за Македонија се забележуваат слични или исти по обем и по квалификации предизвици, кои се карактеристични за овој регион, но и карактеристични за некои од земјите членки на Европската Унија, што може да се забележи, бидејќи извештаите за сите земји се јавни. Ние веруваме и сме убедени дека преку реформите кои се содржани во владиниот план за нови реформи за европските интеграции ќе успееме во следниот период да ги унапредиме капацитетите, амбиентот и состојбите за тие предизвици да бидат надминати, а во тој процес на напредок ќе продолжиме блиску и тесно да соработуваме со САД, изјави владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Владата донесе мерка со кој им се излегува во пресрет на производителите на домати, кои изминативе денови има проблем со пласма на производите. Доматите од втората класа ќе бидат дадени за преработувачките капацитети. Доматите од втора класа кои не може да бидат извезени во околните држави ќе бидат предадени во преработувачките капацитети од конзервната индустрија, а субвенцијата за килограм ќе биде 6,5 денари. Оваа мерка ја донесе владата на седница со цел да им излезе во пресрет на производителите на домати кои изминативе десетина дена имаа проблем со пласман на овие производи. Доматите ќе бидат преработени во доматен сок. Цената на откупот на овие домати во конзервната индустрија е околу 4 денари, така што имајќи предвид дека тоа е многу ниска цена, за да можат земјоделците да ги покријат производните трошоци. Како влада им излегуваме во пресрет, изјави министерот за земјоделство Михаил Цветков. Проценките се дека од 500 до 1000 тони би требало да бидат преработени во доматен сок и оти за тоа ќе бидат потрошени околу 80.000 денари од буџетот на Република Македонија. Се работи за времена мерка која ќе важи до 15 јули. Според министерот Цветков, досега извозот на македонскиот домат оди добро и овој месец се извезени околу 6,5 тони домати. Причината што дојде до огромното производство на домати е тоа што оваа сезона доцне околу 15 на дена, поради временските неприлики кон крајот на зимата и почетокот на пролета. Од овие причини дојде во исто време да созреат и доматите во околните земји, така што конкуренцијата е голема, рече министерот Цветков.
Британскиот премиер Дейвид Камерон посочил дека евентуалниот излез од еврозоната е можност за Грција да ги реши економските проблеми. Европската унија ќе разработи план за зајакнување на безбедноста и борбата против тероризмот. Валс не ја исклучува можноста за нови терористички напади во Франција, вести од светот. Британскиот премиер Дейвид Камерон во приватен разговор посочил дека евентуалниот излез на Грција од еврозоната може да биде добра шанса за Атина за да ги реши нејзините економски проблеми, пишува британскиот весник Guardian. Во врска со Грција, премиерот прашува дали е разумно од страна на Ангела Меркел да се согласи дискусијата со Атина да се води на ниво на премиери и смета дека за Грција можеби е подобро да ја напушти еврозоната, за да ја доведе во ред својата економија, иако признава дека тоа носи сериозни ризици. Се наведува во работни белешки од разговорот кој ги пренесува весникот. Во Брисел ќе се одржи нов вонреден состанок на Еврогрупата во уште еден обид за постигнување спогодба меѓу Грција и незините кредитори. Европската унија ќе разработи до јуни следната година план за зајакнување на европската безбедност и борбата против тероризмот, изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Федерика Могерини, ополномоштена да го представи тој предлог на самитот на Европската унија во јуни 2016 година, изјави Туск, соопштувајќи ги резултатите од дводневниот самит на унијата во Брисел. Според Туск, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ги информирал лидерите на унијата за новите закани во периодот на хибридната војна, светскиот тероризам и кибернападите. Премиерот на Франција Мануел Валс не ја исклучи можноста за нови исламистички напади во земјата. Јави ТАС, нападите како во Франција, така и во Тунис може да се повторат. Прашањето не е дали тоа ќе се случи или не, туку кога ќе се случи, рече Валс при пристигнувањето на парискиот аеродром Орле од Колумбија. Тој истакна дека вчерашните напади се сериозен тест за француското општество и ги повика своите сонародници да ја задржат присебноста. За општеството ќе биде можне тешко подолг период да живее во услови на терористички закани, рече Валс. Валс увери дека владата ќе стори се што е во нејзина моќ со цел адекватно да одговори на создадената ситуација. Во продолжение ќе направиме осврт за учинокот на клубовите и поединците од Куманово за сезоната која што току заврши. Генералната оценка е дека екипите успешно го представуваа градот и покажаа дека имаат потенцијал за добри резултати. Но треба да споменеме дека и покрај се поголемиот број од клубовите едва составуваат крај со крај и истите бараат помош за да можат да продолжат со надпреварувањето. Следува освртот. Спортистите од Куманово ја завршија сезоната за 2014-2015 година и сега поголемиот дел од нив се наоѓаат на заслужен одмор. Се прават анализи за успесите и неуспесите, но и се вршат подготовки за следниот циклус кој ќе стартува во најскоро време. Куманово како најголема општина во Република Македонија има поголем број на екипи кои се напреваруваат во разни надпревари, било да се од домашен или меѓународен ранг. Кошаркарите на Куманово оваа година остварија одлични резултати благодарејќи на добрата работа во клубот, подкрепено со големиот буџет кој им беше на располагање. Екипата на крајот го освои второто место и ги израдува своите навивачи, а за следната сезона најавуваат уште поамбициозни планови. Женската ракометна екипа на Куманово, иако постојано оптоварена со разни проблеми, успеа да се избори за Суперлигашкото друштво, за што заслужуваат признание. Наредната сезона ги очекува играње во Суперлигата, каде ќе биде потребно многу повеќе финансиски средства и заселен играчки кадар. Меѓутоа, оваа екипа е составена од домашни ракометарки, што представува одлична база за наредните години, под услов да им се пружи соодветна поддршка. Машката ракометна екипа на Куманово се наоѓа на крстопат. Ако во најскоро време не се изнедат средства, може да се случи Куманово да остане без машки ракомет. Затоа е потребна акција од надлежните структури да му се помогне на клубот за да продолжи понатаму. Во спротивно ќе згасне голем бренд кој даде многу за афирмација на Куманово. По полого време на голема врата во Куманово се враќа и одбојката, кој исто така одигра значајна улога во минатото, предводена од ентузијастот Воединовиќ, кој со сопствени средства го одржува клубот и оваа екипа има млади талентирани одбојкари, но за и на нив ми е потребна многу мала помош за да може да продолжат понатаму. За фудбалот не е потребен коментар. Куманово веќе 15 години нема достојна екипа за надпреварување, а Куманово е
сега на дередже и се напреварува во општинска лига, навистина жално и ова ги боли сите љубители на спортот во Куманово. Во Куманово има и приватни школи кои црпат млад кадар потребен за војднина на клубовите, да ги споменеме кошаркарите на Пинк Пантери кои до 16 години стана вице шампиони на Македонија, фудбалската школа Евроспорт која е постојана на силни турнири од домашен меѓународен ранг, па пинг-понгарите предводени од супер талентот Ива Димитриевска и многу други кои заслужуваат признание за постигнувањата во претходната сезона. Да ги споменеме тука и велосипедистите на Белуем кои се представи во одлично издание, а не смееме да не ги споменеме и атлетичарите на Куманово кои буквално освоија се што може да се освои. Екипата на Катри прошета низ улиците на Куманово и ги запрашаме граѓаните што мислат за спортот во нашиот град. Куманово е град на спортот, град на младите, со традиција, поготово групните спортови. Јас мислам дека повеќе треба да се обрне внимание младите да се ориентираат на спорт, да се отренат од улиците, од тие некои несакани дејанија што ги гледат по другите градови, по некои часописи, по телевизии се гледа што работат младите, кај завршуваат. Треба да спортуваат, ова се добри успеси за кумановскиот спорт. Се повеќе и повеќе се вложува во младинскиот спорт, како и во првата екипа на Куманово. Може тука да истакнеме дека и Пинк Пантери во М16 групата на Македонија, второ место во државата, тоа е, јас мислам, многу голем успех, но сепак треба да се вложува доста повеќе, како и во ракометот, така и во другите спортови, одбојката и слично. Имате ли една порака за младите луѓе кои сакаат да спортуваат? Вие сте поранешен нас, веројатно добро знаете што значи спортот за млад човек. Најубава порака е, гледайте ме мене, ако сакате да бидете млади. Јас се бавев со спорт толку години и мислам дека тоа ме одржа за овие. Ја имам 72 години сега, а се уште сум витак. За крајот, за поголеми радости и успеси на екипите од Куманово потребни се далеко повеќе финансиски средства од сите добронамерници. Исто така, потребни се многу повеќе напревари меѓу деца од разни спортови во училишните сали, а воедно сегашните генерации нема се занимаваат со несакани работи, а родителите ќе бидат спокојни и ќе знаат дека нивното дете се развива во здрава личност. За добар кадар и долгогодишна перспектива, токму ваквите турнири за најмладите ќе придонесат за продукција на нови асови кои ќе представуваат иднина на кумановскиот спорт. Во секој случај следната сезона ќе даде одговор на некои прашања кои ги споменавме во нашиот прилог. Да се надеваме дека поголемиот број од нив ќе бидат решени позитивно во интерес на севкупниот развој на спортот во Куманово. Македонската јавност и оваа година ќе ужива во ракометната лига на шампиони. Вардар и Металург ги добија противниците за групната фаза, а во Скопје повторно ќе ги гледаме гигантите од рангот на Барселона, Киелце и Некар Левен. Вардар 2 сезони поред за малку не успева да избори пласман на завршниот турнир во Лигата на шампионите, а нова шанса ќе бара предстојната сезона која ќе се игра со изменет систем на надпреварување. Вардар, кој повторно ќе атакува на историски Final Four пласман, ќе биде дел од групата Б заедно со европскиот шампион Барселона, како и тимот на Келце, кој го елиминираше нашиот шампион во четвртфиналето од последната сезона, а од понезгодните противници тука и германскиот представник Райн Некар Левен. Групата А ја составија Кил, Веспрем, Пари Сен-Жермен, Целје, Висла, Загреб, Бешикташ и Фленсбург. Во Б-друштвото се Барселона, Киелце, Вардар, Колдинг, Пик Сегет, Рајн Некар Левен, Кристијанштад и Монпелје. Првопласираните екипи одат директно во четвртфиналето, додека останатите до шестата позиција ќе играат во осми на финалето. Ракометарите на Металург имаат сериозен предизвик пред себе откако ќе се борат за осми на финале во Лигата на шампионите од Д групата, која е дел од помалку атрактивното друштво од кое само две екипи ќе се најдат во следната фаза. Вториот македонски представник во елитното надпреварување се најде во Д групата заедно со ривали кои ќе имаат слични амбиции, додека добар дел од нив и досега настапува во Лигата на шампионите. Групата Ц ја сочинуваат Лариоха, Мешков, Чеховски Медведи, Порто, Војводина и Татран, а во сегментот Д се Металург, Скерн, Мотор, Шафхаузен, Баја Маре и Квалификант. Македонскиот женски ракометен шампион Вардар вчера ги доби противниците во групната фаза од новата сезона во елитната лига на шампиони. Вардарки за противници ги доби екипите на Митјеланд од Данска, Хипо од Австрија и еден Квалификант, чие име ќе биде познато дополнително. А своите надпревари ќе ги игра во рамките на групата Ц. Ако Митјеланд беше посакуван противник од првиот шешер, нашиот представник веројатно ќе добие незгоден противник од квалификациите, бидејќи за место во истата група ќе се борат 4 екипи, меѓу кои фаворит е унгарски Гер.
Pero Антич зад себе има 2 успешни сезони во НБА лигата, а додека го користи краткиот одмор пред новите предизвици, ќе биде дел и од кошаркарскиот камп заедно со Василис Спанулис и ревијален надпревар кој го организира менаџерската агенција Беобаскет, која го застапува играчот на Атланта Хоус. Српските медиуми знаат дека тој е голем фан на неговиот поранешен клуб Црвена Звезда, а во интервју тој откри својата најголема професионална желба. Звезда навистина има одличен тим и сега најважно за играчите е да се одморат за следната сезона да им биде уште поуспешна. Совршен крај на мојата кариера би бил да се вратам во белградскиот тим и заедно со актуелните играчи да ја освоиме европската титула, нагласи Антич, кој повторно го потенцираше ставот дека не планира да настапи на европското првенство. Имам 33 години и мислам дека само пречам по европското првенство во 2011 година. Време е за промена на генерацијата. Имаме млади играчи кои го заслужуваат македонскиот дрес и не би било фер да им го зазема местото. На сето тоа имав 3 операции пред крајот на кариерата сум. Мислам дека направив доволно за репрезентацијата, истакна Антич. Челниците на Светската кошаркарска федерација ФИБА по писмен пат потврдиле дека во текот на викендот ќе ја признаат регионалната АБА лига. Писмото кој го потпишале генералниот секретар на ФИБА Патрик Бауман и директорот на ФИБА Европа Камил Новак било адресирано на националните сојузи на Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Словенија. Во писмото стои дека се исполнети сите поставени задачи и дека АБА лигата ќе биде официјално признаена в недела во Будимпешта. На крајот од писмото челниците на ФИБА им се заблагодаруваат на националните сојузи и клубовите на напорот кој го вложиле за решавање на кризата. Од меѓународната спортска сцена донесуваме. Во големото финале на Европското првенство во кошарка за жени, силите ќе ги одмерат селекциите на Србија и Франција. Джексон Мартинес од екипата на Порто се сели во Атлетико Мадрид. На Европското првенство во кошарка за жени во големото финале ќе се сретнат селекциите на Србија и Франција. Во полуфиналните мечеви овие екипи ги победија Белорусија и Шпанија, за што направија големо изненадување. Селекцијата на Србија во драматичен меч оствари победа 84-72 и ги елиминира белоруските. Претходно Србија го елиминира и еден фаворитите Турција во четвртфиналето, зашто покажа дека има амбиција се бори за највисок пласман. Селекцијата на Франција неочекувано го исфрли главниот фаворит Шпанија со победа од 63-58 и заслужено ќе се бори за златниот медал. Големото финале е закажано за утре. Екипата на Атлетико Мадрид брзо најде замена за Манџукич кој замена во Јувентус. Во екипата пристигна одличниот напаѓач Джексон Мартинес од Порто за 35 милиони евра и се обрза на 4 годишна верност. Иако се зборуваше дека Мартинес ќе замени во Милан, тој во последен момент ја промени одлуката и се пресели во Мадрид. Тренер Диего Симеоне за следната сезона повторно ќе има силна екипа, бидејќи во наредните денови се очекува да пристигнат уште фудбалери во неговиот тим. Времето во Македонија во наредните денови ќе биде променливо облачно со слаб локален дожд и ретки грмежи. Стабилизирање на времето се очекува во втората половина од наредната недела. Температурите на воздухот ќе имаат тенденција на постепен пораст. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.